Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска сакаме да поставиме јавно неколку прашања до локалните власти во Скопје, прашања што ги загрижуваат Карпошани, но и сите граѓани. Според информациите кои ги добивме и пристигнаа кај нас, се отвараат многу сомнежи во јавноста каде што одредени функционери од власта постои можност да профитираат. Имено за спорниот дуп во Трнодол, за кој граѓаните за жал дознаа преку протестите на жителите од Трнодол и ќотекот што го добија од општината. Се отвораат сомнежи и со право се загрижени жителите таму дека истиот тој дуп има лукративна цел, дека во блиска иднина би можел сериозно да профитира од него министер назначен од СДСМ. Зашто станува збор? Ние ќе ги поставиме прашањата заедно со граѓаните, а власта е таа која што треба да одговори. Дали е точно дека со спорниот дуп во Трнодол е предвидена улица низ населбата Трнодол, која треба да води до обиколницата која е предвидена со ГУПот? Впрочем, дали е точно дека истата оваа улица практично ќе оди непосредно во близина до катастарска парцела со број 616, каде што собственик е таткото на министерката Нина Ангеловска? Еве, наедноставно, нека одговори министерката Нина Ангеловска дали нејзиниот татко е собственик на ваква парцела веднаш над Трнодол. Истата таа парцела со големина од 4418 метри квадратни претходно и припаѓала на министерката Ангеловска. Повторувам, 4418 метри квадратни парцела на Трнодол, каде што непосредно ќе води улицата предвидена во дупот од општина Карпош. Таму цената на земјиштето надминува над 500 евра по метар квадратен. Од тука сакаме јавно да ги прашаме и Нина Ангеловска и Стефан Богоев дали во блиска иднина на оваа парцела ќе се најде начин, дали со проширување на ГУП кој што треба да се отвори наредната година или некој друг начин да се пренамени оваа парцела во градежно земјиште и таму да никне дали некоја населба за домување или можеби некој објект кој што ќе носи профитабилност. Дали ова е една од причините за притисокот на општина Карпуш од летото па се до денес за да се донесе овој спорен дуп? Дали ова е една од причините заради која граѓаните претрпеа и физичко насилство од луѓе пратени од општинските власти и градоначалникот Стефан Богоев на јавната расправа и увид организирани од општината? Граѓаните ќе имаат можност да ценат колку се искрени намерите за носење на овој спорен дуп. Буџетот на Република Македонија е празен, економската ситуација е полоша од било кога, но затоа дупот од општина Карпош кој треба да се донесе за Трнодол има лукративни намери за да се офајдат во иднина одредени луѓе од власта, конкретно семејството на министерката Нина Ангеловска. Додека СДСМ да одговори, оставаме граѓаните сами да проценат за неискрените лукративни намери на СДСМ. Благодарам. Само би сакал да покажам за која парцела се работи. Тоа е оваа парцела. Ова е населбата Трнодол. Тука треба да води улицата до обиколницата која што е предвидена. Тоа е во однос на пресконференцијата. Би сакал само да искоментирам едно прашање кое што стигна до пресцентарот на ВМРО-ДПМН. Тоа е од националната телевизија Телма. Коментар во однос на до каде се преговорите за датум за избори. Како што одговори претседателот Мицковски, канал за комуникација постои, ние остануваме на нашиот став и тоа е непроменет дека сепак треба да се створат услови за избори. Здравјето на граѓаните е пред се, но да почекаме наредниот период да видиме како ќе се развиваат настаните, вклучително и здравствената ситуација. Благодарам.